Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историскиот регион Пелагонија, еден од 8 статистички региони во Република Македонија, кој опфаќа 9 општини, сместена во централниот западен дел на етничка Македонија, кој со право може да се нарече лука на културата на Република Македонија, затоа што луѓето што живееле тука оставиле длабока трага на своето време низ вековите наназад, како што се и 22 населени места кои припаѓаат на општина Могила, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овај регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу други тврдени, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Почитувани мои, наминав и во селото Могила, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, ќе се обидам да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Могила низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени или делумно фатени и недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село на нивната црковна слава Свети Архангел Михаел, а могилчани да ми бидат мои домаќини, јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, а воедно да видам дали могилчани се уште го негуваат народниот ритуал, поточно кажано, како што било некогаш така и сега, а дел од овој народен ритуал преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од него. Во Могила дојдов рано, моште рано, во раните утриски сати. Сред селото го немаше оној класичен тип на заборавено сред село. Урбано, уредено, налик на мало градско плоштадче. Набргу сред селото стана врвулица од народ. Црковниот двор на црквата Свети Архангел Михаел не можеше да ги собере могилчани кои беа дојдени на утринската богослужба. Почитувани мои, пред да видите како моите домаќини од селото Могила ја празнуваа нивната селска слава Свети Архангел Михаел, предлагам да ве запознам со моите досегашни сознанија за историското битисување на Могила во продолжение на оваа репортажа. Селото Могила, кое е едно од најголемите села во Битолско и воопшто во Пелагониско, се наоѓа во Пелагонија, во средишниот дел на Битолско поле, во јужниот дел на територијата на општина Могила, покрај долниот тек на река Шемница, десна притока на Црна река, непосредно
на патот Прилеп-Битола, недалеку од железничката линија Прилеп-Битола, на 20 км од градот Битола и на 30 км од Прилеп, чии негови соседни села се Кукуречани, Радобор, Беранци и селото Трн. За историското минато на селото Могила говорат 6000 години живот по израчи на целиот нејзин простор. Преку бројните археолошки локалитети, кои датираат уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимените, ботијанците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еродејците, еносите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владател царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византинските цареви Константин Асен Тих од 1257 година, Михаил IX палеолог и Андроник II палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските владетели царот Стефан Урос IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашир, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Селото Могила, како едно од 20 селски населби во овој регион, во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се споменува пред 2400 години пред новата ера, каде што е запишено дека низ ова област споменувала најзначајната римска сообраќајница на Балканот Вија Игнација. Во Третата римско-македонска војна ова област станува главна воена област во северните области на Македонија. Исто така, за ова област византинските историчари го имаат забележано и следното. Дел од Пелагониската котлина, која се распостила по течението на река Еригон, кон крајот на 6 век била изложена на масовна сесловенска колонизација од словенското племе Берзети. Во 1204 година, за време на Четвртата крстоносна војна, оваа регија е вклучена во Солунското латинско царство. Првите податоци за селото Могила се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-68 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Могилени, во кое имало 48 куќи, во кои живееле 35 рисенски фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-1569 година, кој се однесува за период од 100 години во претходниот, но тој ги содржи, речиси, истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван.
Во овој дефтер Могила се споменува како могилени и припаѓа на битолската каза и имало 36 семејства, 4 неженети и 4 вдовици, сите рисјани. Дека селото Могила на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија патријаршија од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Берковиќ, каде што во 1870 година селото имало 80 домаќинства со 225 жители христијани. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Могила живееле 850 жители. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незиното христијанско население од 1905 година, Могила броело 736 жители. Додека пак, според пописните години, во 1948 година во Могила живееле 1480 селани, во 1953 година селото брои 1700 жители, во 1961 година во селото живееле 2308 жители, во 1971 година 2282 жители, во 1981 година 2510 жители, во 1991 година 2228 жители, за да во 1994 година бројот на жителите се намали на само 1576 жители, за во 2002 година да брои 1526 жители. Втората половина на 18 век за Могила е период на вообновување на селото и испразнато со пустошењето на турскиот башилбазук. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромното сакрално здание врз претходно разорнатата црква Свети Архангел Михаил. Според истражувањата на Милан Пурович, кои се водат за 1948 година, старински семејни родови во селото Могила се Нешевци, Карадиновци, Шемовци и Тезгаровци. Додека пак, според истражувањата на Јован Трифуновски, кои се водат за 1978 година, доселенички семејни родови се Топаловци, Велјановци, Чагаровци, Сакарумовци, Мармочовци, Српчани, Секирани, Бозјаковци, Ношпалци, Белевци, Јазевци, Оптичари, Кековци, Буклевци, Пресилци, Колотовци, Љаковци, Свејчанци, Новоселци, додека пак семејни родови на кои не им се знае потеклото во селото Могила се Шурбевци, Печиловци, Нешковци, Саботковци, Пивковци, Бендеровци, Богдановци, Огненовци, Љуљевци, Кенчевци, Рибаровци, Поповци и Ѓурашковци. Во подалечното минато, мештаните од селото Могила учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во пред илинденскиот и по илинденскиот период. Селото дало голем број на македонски револуционери, како што се Андон Попхатаров,
Никола Мешков, Андреја Блажев Расолков, Димитар Филдишев, Кочо Песанџиев, Томо Никлев, Парашкев Цветков, Кочо Песнаџиев, македонската револуционерка и просветителка Захарија Шумљанска, родена во 1864 година, која по Илинденското востание се грижела за децата од настраданите дејци во востанието, меѓу кои и на трите деца на Питу Гули, како и Димко Илиев Сарвантов, Могилчето, роден во Могила во 1879 година, загинат во 1907 година во селото Ношпал, израснат во револуционерно семејство, член и војвода на револуционерната организација, голем приврзаник на македонската национална кауза. Во 1903 година Димчо Могилчето зел учество во Илинденското востание во четата на Јон Димов Пашата, а исто така заедно со четата на Ѓорѓи Сугарев действува и во Мариоскиот регион. За време на востанието учествува во борбите кои се водат во реонот на Пелистер и Преспа. По востанието во 1904 година е поставен за околиски војвода на Битолската полска чета. За потребите на македонската револуционерна организација, Сарванов од повеќе донатори собрал над 400 наполеони. Најчести борби и акции кои ги води по Илинденското востание се против намножените андарски чети, како и против домашните предавници и турските даночници. На 1 јули 1905 година Димче Могилчето во соработка со Јон Димов Пашата и Трајко Кралот од засета го убиле злогласниот Шевкија бег кој имал чифлик во селото Могила. Убиството на Шевки бег, за кого се сметало дека Куршум не го допел, силно одекнал кај турското и македонското население, а како резултат на тој настан и главниот мотив народот да го обликува ликот на Димче Могилчето во народната песна "Абер ми иди од Могила", во која што се опеува храброста на Димче Могилче, кој не се плаши од битолскиот валија Селим Ефенди, на кого дури и му се заканува со зборовите: "Ај излези Селим Ефенди, кожата да ти ја одерам, напленајќи ти ја обесам." Димко Илиев Сарвантов се до 1907 година води неуморна борба како против бугарските, српските, а најмногу со андарските контричети, кои беа често погубни, па така во мариотското село Ивени во борбите со андарските чети и четите на Димко Кралов и Лука Геров, каде што свој придонес имаше и турскиот аскер, покрај 30-тината загинати комити, иако тешко ранет. Димче Могилче успева да се излече и по краткото закрепнување се враќа на својот револуционерен пат. Во месец март 1907 година при една организирана обиколка Димче Сарванов Могилчето бил откриен и гонет од османлиската потера. За да се засилни пред турската потера, влегол во селото Ношпал. Не сакајќи жив да падне во турските раце, тој се решил на саможртва. Погребан бил во Битола. Во 1999 година од страна на местната заедница од селото Могила е донесена одлука по смртните останки на овој голем македонски револуционер да се однесат во неговото родно село, каде што во црквата Свети Архангел Михаел, каде што се наоѓаат и српски гробишта, е припремено и вечното почивалиште, но наместо посмртните останки во припременото почивалиште биле погребани други мештани од ова село, најверојатно по наредба на тогашните власти. Но идејата за пренесување на моштите на Димче Могилче од битолските гробишта во селото Могила не замира. Таа се реализира на 27. октомври 2015 година на сам ден, на Петков ден.
Почитувани мои, дел од оваа народна манифестација предлагам да проследите во продолжение на оваа репортажа. Излези пред Димче Могилче. Жената ќе ти ја украдам. Далеку ќе ја однесам. Во Сарај ќе ја потурчам. Ај од тука Селим Ефенди, ај од тука куче Касапско. Кожата ќе ти ја одерам, на плевна ќе ја обесам. Оган! 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 Иницијативата била доста отпорано започната од нашите иселеници во Австралија, во Мелбурн, некаде од 1998 година. Почната, ама од објективни и субјективни причини не се реализирало досега, па еве денес, одлучивме на денес верски празник на Петковден. Убав празник и доста фамилии го слават денешниот ден како кујтина слава и затоа одлучивме денес да се изврши овој церемонијал. Се продолжи споменот него, решиме тој чин да го направиме. При последниот погреб символично, значи кажуваме, ова е чисто символично, значи ние немаме класична ексхумација, за да се продолжи еве традицијата и името на овој човек, на оваа личност, значи од последниот погреб кој што се изврши, парче земја, денес е тоа чин што го правиме, што го пренесуваме како останки во реко претходно на подготвениот гроб во Могила. Значи тоа го правиме како иницијативен одбор. За неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Крај еве овие други спомени обележја кои што ги имаме во иднина ќе придонеси за посета на туристички групи, тури, посета на Могила, бидејќи значи доста се сиромашни во тој дел. Меѓутоа мислам дека во наредниот период ќе принеси многу за тој дел на посета на групи, да речеме кратко во развојот на туризмот. Гордо сепак за Могила. За могилчани е голема чест тоа што херојот и војвода Димче Могилчето мислам дека си дојде на правото место. Заполните страдалците за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение. Да се На овој ден денешен сакам да проговорам, да кажам неколку зборови за јунаштвата и за подвизите на нашите славни предци, на нашите војводи, комити и херои. Јунаштвото представува изведување на одредени подвизи од кое што нема никаква корис они што ги изведувал тие јунашки подвизи, меѓутоа има голем ризик од негов губиток. За јунаштво потребно е исклучително голема храброст. Имено јунаците требало да донесат одлуки во едни тешки околности и да ги спроведат тие одлуки на дело. Меѓутоа, спроведувањето на дело на тие одлуки носело голем ризик по нивниот живот. Меѓутоа, тие храбри јунаци, тие херои и гледале на смртта во очи и не се плашеле од неа. И најмалку што можеме ние да направиме за нив и да ги чуваме спомените за нив и да ги пренесуваме од генерација на генерација и да не дозволиме никогаш да бидат фрлени во заборав. Овие војводи, овие херои кои што не задолжиле со тоа што ги дале своите животи, се вистински репрезенти на македонскиот пркос, на македонскиот понос и на македонскиот непокор. Овие три особини, пркосот, покорот, поносот и непокорот, не се мани, туку што би рекле нашите северни соседи северлини, со кои што ние треба да се гордееме, бидејќи поносот ја идентификува својата собствена личност и својот собствен идентитет. Овие луѓе, млади луѓе кои што ги дале своите животи за ослободување на својата собствена татковина, биле честити и храбри луѓе и не заслужиле да бидат убиени.
не може да биде причина за нивното убивање тоа што се бореле за да ја ослободат својата сопствена земја од поробувачите и да живеат во мир и благосостојба. Ние мораме секогаш да се воодушевуваме и да им се восхитуваме на нивното дело, затоа што тие ни ја донесле оваа слобода денес во која ние живееме и уживаме. Нашата земја Македонија со своји сопствени сили се ослободила од поробувачите. Само во текот на Втората светска војна ние сме дале преку 25.000 жртви, а уште неколку пати повеќе од тоа повредени и ранети кои што останале трајни некои инвалиди од борбите со фашистичкиот непријател. Сите овие млади луѓе загинале со отворени очи, сонувајќи ја слободата на својата единствена татковина. И оставиле аманет до идните генерации дека никој не сме да се подигрува со нашето славно историско минато и со нашето идентитетско наследство. Со херојската смрт со која што загинале, тие луѓе останале бесмртни за секогаш. Знаете како велат дека човек не умира тогаш кога ќе го погребат, туку умира тогаш кога ќе биде заборавен. И сите овие војводи, народни херои и борци кои што ги дале своите животи, ќе останат за секогаш бесмртни. Сеќавањето на нив, на овие јунаци, на овие херои, не треба да биде само денес на овој светол ден и денес на ова свето место, туку секогаш и секаде каде што не има во светот. Секаде до каде што зрачи нивната светлина. Овие храбри момци и луѓе имале силен дух и силна волја затоа што се бореле за слобода и за правда. Борбата што тие воделе, односно револуционерното дело и ослободителното дело успевале затоа што биле засновани на законитост, на честност, на морал, на праведност и на објективност. Иако тие јунаци, тие војводи, тие херои загинале, нивното дело никогаш не загинало и нема да загине и ние ги уживаме благодетите од тоа нивно дело. И аманетот што ни го оставиле овие борци нам, на сите генерации, е жив оган кој што и ден денес гори во секој од нас. Исто така селото Могила не го избегнуваат војните дејствија како во Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирани во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина и до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Исто така селото Могила не го избегнуваат војните дејствија од Народно-ослободителната војна и големите ненародни судења во периодот за време на информбирото, каде што голем број на могилчани беа неправедно осудени и испратени по тогашните југословенски затвори и злогласниот Голи Оток, како што се Милан Крстевски, Спасе Карев, Коле Мрвчевски, Борис Новевски, Сребре Огненовски, Ванчо Неделков, Пучулевски, Дане Грозданов, Саботковски, Лазаревски и Тирко Трајчев, Трпчевски и Јошевски, каде што населението од Могила во нивна чест во 2012 година на западниот надворешен зид од општинската зграда поставило спомен обележје. Могила уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите селани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во Српската црква Свети Архангел Михаел, а наставата се изведувала на македонски црковен јазик, а учители биле парохиските свештеници. Наставата се до 1900 година се одвивала на црковно-македонски јазик, а од 1900-та па се до 1905 година на екзарско-бугарски, а од 1905 година па се до почетокот на Балканските војни на грко-патријашиски, а од 1913 година па се до 1941 година на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 повторно на екзарско-бугарски. Во 1944 година во Селскиот дом на културата
наставата за прв пат се одржува на македонски мајчин јазик. Многу вековното томаско живење, тешките услови за живење, оскудното плодно земјиште ги принудиле мештаните до ова село подобра живеачка да побараат, заменувајќи на печалба. Најголем дел од миграциите од селото се случиле по Првата светска војна, кога најголем дел од иселениците биле економски мигранти. По 1924 година, кога се наметнале одредени квоти за иселеници од Источна Европа, многумина могилчани се одлучиле за иселување најпрво во Аргентина, па потоа и во Америка, Канада и Австралија. А во чест на незаборавниот роден крај, иселениците од ова село секоја година го организираат фестивалот со работен наслов Фестивал на дуети во општина Могила. Кога секој добронамерник ќе дојде во селото Могила и кога ќе прошета низ селските сокачења и пацења, ќе се воодушеви од убавите семени згради кои во себе имаат современо архитектонско решение, но најмногу ќе се одушеват од могилци кои се уште ги негуваат старите адети и обичаи, посебно за нивната црковна слава Свети Архангел Михаил. Почитувани мои, како моите домајчини, мештаните од селото Могила, го празнуваа нивниот духовен патрон, ќе проследите во наредната репортажа за ова село.